долго време молчи, затоа е обвинувана дека е инертна, дека не се интересира за актуелните случувања, а вака и кога ќе се појави не може да изгради еден единствен став. Се чини дека гласот на Маџунков е еден таму. За жал. Значи, ова прашање денеска за кое што се дебатира, а е поврзано со унитарниот карактер на државата, впрочем со зачувувањето на уставните одредници на Република Македонија, е прашање кое што не е од дневно-политички карактер. И добре е барем што внатре во Академијата постојат светли точки кои што ја развиле свесноста за актуелниот проблем, како што е почитуваниот академик Маџунков, кој што ја наметна оваа дискусија во Ману. Ману, мислам дека треба да свати за сериозноста на улогата што има во општествено-економскиот, социјалниот живот на една држава. Таа институција, би рекол, квинтесенцијална институција за градење на стратегии, долгорочни стратегии, кои што имаат витално значење за зачувувањето на државноста. И од тука сметам дека секој академик треба еден по еден да се произнесе со про и контра аргументи за оваа платформа. Кога целата македонска јавност се бранува околу оваа платформа, кога имаме стотици илјади луѓе по улиците, кога шефот на државата оваа платформа ја постави и со право ја постави како услов за доделувањето на мандатот и така натаму, сметам дека Ману треба да биде лидер денеска во градењето на став околу тоа што значи оваа платформа за унитарноста на оваа држава, за редефинирањето на оваа држава и конечно за опстанокот или иднината на оваа држава. Таа улога која што имаат овие академици би требало да биде битна во давање во изигрување на улогата на давање на насоки како одредени општествени чинители и одредени општествени економски, социјални, политички текови во оваа држава треба да се движат во еден подолг временски период. Повторно ќе кажам, платформата не е прашање од дневно-политички карактер. Таа сериозно задира... Некои академици на тоа е сведоен, дека е дневна политика. Вадењето на одредени, ја ги слушнав, вадењето на одредени академици со тоа дека, знаете што, платформата е ирелевантна, бидејќи за нејзиното вградување во закони потребни се 2/3 пратеници. Тоа не е изговор за да вие не дискутирате за таа платформа. Или, знаете што, треба потранспарентно да ги чуеме разговорите на одредени политички лидери, како они разговарале и што се договарале. На што личи тоа? Тоа не личи на сериозен пристап кон еден навистина битен процес, битен документ кој што го разорува ткивото на оваа држава. Замислете вакво нешто да се случи во Република Бугарија, да земеме. Па Бугарската академија за науки и уметности, ја ви кажам, унисомност ќе покаже единство во отфрлањето на таквите елементи. Или да речеме во Албанија. Вакво нешто да се пројави од страна на друга држава, да влета една ваква платформа во процеси на создавањето на влада во една зовриена политичка ситуација. Албанската академија за науки и уметности лидер ќе биде во давањето, да речеме, на една стручна, да не кажам, научна експликација на значењето на тие елементи во една таква платформа, во насока на нејзино отфрлање. Тоа е улогата на интелектуалците, да ги препознаат навреме и да предупредат на сите опасности. Апсолутно. Господин Климовски, ви благодарам за овој дел од разговорот. Вие ќе останете со мене во студиото да видите. Назад сме во студиото, почитувани, во продолжение разговорот со Александар Климовски, универзитетски професор, со кого имавме веќе прилика во првиот дел од емисијата. Господин Климовски, ги погледнавме најновите политички случувања во земјава. Се чини ситуацијата е во пат позиција. Лидерот на СДСМ најлесно можеше да ја одглави доколку јасно и јавно кажеше дека се откажува од платформата како што побара претседателот Иванов, но тоа не се случи. Сепак тој презентираше во петокот некаква владина програма со која тврди дека на никаков начин не се нарушува унитарноста на земјата. Точно е, за пат позиција, значи заглавена состојба имаме во политичкиот систем. Ако услов за коалицирање помеѓу СДСМ и албанските партии беше платформата,
тоест барањата од платформата да се преточат понатака во закони, тогаш како може председателот на државата да го даде мандатот? Мандатот не го даде, нема да го даде. Тоа е еден вакво Да го потврди тоа и елемент, вчера од да, кабинетот негов, да. потврди дека не се отстранити пречките за недоделувањето на мандатот. Да. Општо познато е дека таа платформа со тие барања што ги поседува во себе, што ги содржи во себе, представува директен атак врз суверенитетот и унитарност на државата. Повторно ќе кажам, врз основните уставни одредници на Република Македонија како држава. Јас би изразил тука како граѓанин голема благодарност до председателот Ѓорги Иванов, кој што опстои после сите притисоци на правно издржаниот, политички мудриот потек, да не го даде мандатот на луѓе кои што се спремни за гола власт да ја разнебида државата и да ја одиграат улогата на марионети во на бината на големиот сценарист. Општо познато е кои фактори. Веќе, што би рекол народот некни, маските падна. Видовме за што се работи и видовме што можеше да доведе давањето на мандат во една таква ситуација. Давањето на мандат, прво, во ваков случај би представувало кршење на уставот, што председателот тоа не го направи и затоа не го даде мандатот. И второ, давањето на мандат значи и сносење на одговорноста за последиците од доверениот мандат. Не можете секому да доверите мандат. Во ваков случај имате услов. Тие го толкуваат дека уставот вели дека председателот должен, што му е обезбедено доволен број на пратеници, дека мора да им даде мандат. Тоа не е така. Затоа што председателот го пределува мандатот. И председателот цени, особено кога ги има сите информации. Во тоа време, кога требаше да го довери мандатот, председателот има служби кои што постојано го хранат со одредени информации. Разузнавачки, нашите разузнавачки, контраразузнавачки служби го хранат со податоци. Добива секојдневно извештај. И тој ја гради сликата за тоа што би се случило доколку во таква ситуација се даде мандат и се оди кон имплементација на барањата од таа албанска платформа. Албанската платформа, еве нека кажат лидерите на албанските партии. Дали не крие дека бара да се смени устав? Дали е, затоа што Заев излезе со теза саат време да ја малце первертира целата ситуација, дека тоа е за да одложиме за иднината, тие барања не можеме да ги спроведеме одма, меѓутоа да го смири македонското граѓанство, македонските граѓани да ги смири. Меѓутоа, очигледно е дека албанците кои што му ги дадоа подписите, давањето на подписите не е утре за утре гаранција дека ќе му дигнат два прста да му изгласаат владата. Гаранција дека ќе дигнат два прста е барањето од албанската платформа да претходно се реализираат. Тоа е барањето. Да, особено важи за законот за јазиците. Законот за јазиците и низа други новелации на закони кои што би удриле во основните одредници на државата. И затоа председателот Иванов не му го даде и едноставно во ваква ситуација оние планови за кои што кажуваше господинот Заев дека се Б, С, Д и така натаму, тешко можат да се реализираат, бидејќи има две ситуации. Тоа се неговите план Б и план С по мене. Ако се формира собрание, би тоа го најавија дека и без мандат дека планираат во текот на оваа недела да се состанат во собранието да изберат председател. И треба да се состане и треба да избере председател кој што треба да ги распише локалните избори. Ако се формира собрание во полн состав, значи да сите учествуваат во тоа собрание, и ако се направи во овој случај обид за изгласување, првиот случај за недоверба на постојната влада, тоа се споменува, да. Да, тоа се споменува, пак таа одлука ќе биде неуставна. Затоа што според член 93 од Уставот на Република Македонија, влада на која е изгласана недоверба, еве да речеме имаат 67 пратеници, дигнат, изгласат недоверба, останува на должност до изборот на новата влада. Бидејќи нема мандатар, не може нова влада да се избере. Немате вие овластен предлагач да изберете, да предложите членови на
на својот кабинет за министри и програма. Немате мандатар. И затоа не можат да изберат нова влада и затоа и постојната ќе остане. Затоа прашањето овој чин на гласање, да речеме недоверба, да ги тргнат овие членови на влада, Уставот во член 93 вели влада на која изгласана недоверба останува на дложност до изборот на нова влада. Нова влада не може да има бидејќи нема мандат. Нема овластен предлагач. Што доколку се решат Ако одат, да, планот другиот, ако одат на избор на нова влада без мандатар, во таков случај, тогаш Уставниот суд е должен да ја поништи како противуставна оваа одлука на собранието, бидејќи повторно ќе кажам, нема овластен предлагач и представува ова суштествена повреда на постапката за избор на влада која што е утврдена во Уставот. Веднаш Уставниот суд ќе реагира и ќе поништи таа одлука. И они знаат дека тоа е еклатантно прекршување на процедурата за избор на нова влада. Тие се тие две сценарија кои што вака може да се осмислат и толку. Трето сценарио нема. Бидејќи се наоѓаме во една пат позиција, заглавена позиција. Потребно е избор на техничка влада со точен датум за избори и распишување на нови избори. Со изборот на техничката влада, одлука носи собранието за самораспуштање и се оди на нови избори. Тоа е единствениот можен начин. Затоа што во оваква ситуација каква што ние сега, правниот систем, особено уставно-правниот поредок, е практично имуниот систем на државата. Не дозволува да се предизвикаат некои акции, постапки или действија кои што би ја загрозиле државата. И затоа ги предвидува овие норми околу процедурата на доделување на мандат, околу недоверба на влада па избор на нова влада и така натаму. Точно. Самиот устав, значи, вградил одреден имун систем, се штити од вакви упади во процедурите. И секако дека Уставниот суд е тука чувар на уставност. Уставот, повторно ќе кажам, содржи императивни, кристално јасни норми како требаат од политичките институциите во политичкиот систем да действуваат. Председател на државата, господин Ѓорги Иванов, ја одигра својата улога на чувар на Уставот. И честитки од моја страна и претпоставам и од овие стотици илјади граѓани кои што протестираат против отврлење на оваа платформа. Господин Климовски, што доколку еве на пример сепак и покрај се и покрај ваквите правни толкувања СДСМ и албанските партии решат да формираат влада и да тврдат дека таа има легитимитет, може би некој од меѓународната заедница ќе согласи, ќе го признае тој легитимитет, како ќе реагира овој народ што е на улиците? Луѓето се плашат дека може да дојде до ескалација доколку се тргне на еден ваков насилен начин за формирање на влада без мандат. Прво, веднаш таа одлука за избор на нова влада Уставниот суд ќе ја поништи. Тоа без размислување ви гарантирам. Тоа е, прашете било каков експерт од уставно-правна материја ќе ви го каже истото. Ќе се доведеме во ситуација да имаме две влади, да не знаеме која е легитимна. Да, две влади ќе имаме, не ќе знаеме која е легитимна. Не, легитимна ќе биде постојната влада, која што е техничка влада. За да се избере политичка влада, вас ви треба овластен предлагач. Бидејќи овластен предлагач нема, зашто како ќе признае таа нова влада, таа цела меѓународна заедница, кога тие резидуали од меѓународната заедница од некој претходен систем, цело време се тука присутни вршат притисок за да се даде мандатот. И сега како ќе ја признаат тие исти представници на таа меѓународна заедница така избраната влада, кога цело време го молеа председателот, да не кажам што друго правеле, да му го даде мандатот на Заев. Сега како они ќе формираат влада без доверен мандат. Тоа зашто го молеле? Меѓутоа, разбирате каква абсурдна ситуација би била тоа. Така што не ми се верува дека таа меѓународна заедница таква влада би избрала. И друго прашање за кое што Заев треба да си го и сите чинители кои што би таа влада правеле, да го стават на прстот на глава, да се запрашаат они да ќе влезат во собрание, ќе направат влада. Прашањето е како ќе излезат од собрание. Со 200.000 народ и повеќе околу собранието.
Друго да речеме вака сценарио не постои, бидејќи револтот на граѓаните достигна до максимум. И треба да се размислува, да се седне на маса, да се разговара околу составување на една техничка влада, кој што ќе има мандат, како што предвидува изборниот законник, сите да влезат оние во владата, да се остави процес од 6-7 месеци, не знам колкав период би се договориле, на еден известен период, за да се подготват околу тоа да се одржат фер регуларни избори. Да, оваа платформа дојде постизборно, беше формирано во Тирана, но не запира. Официјална Тирана ги отфрла обвинувањата дека се меша во внатрешните работи на Македонија и покрај тоа што лично премиерот беше покровител на оваа платформа, но оттаму не запираат. Еве, сведоци сме дека и пратеници излегуваат со изјави кои апсолутно ја негираат, го негираат постоењето на македонската држава. Дали има Точно, се будат духовите од минатото, се буди духот од таа призренска лига. Ние сме биле негирани често пати, меѓутоа сме обстојали, затоа денес сме тука. Тука ќе бидеме и утре. Така да ваквите изјави од поединци, изолирани националисти, од типот на пратеничката која што претходно слушнавме, од типот на изјави дека не застанувам покрај државно знаме, не пеам државна химна и така натаму, се едно клише на национализам за подгревање на сопственото гласачко тело. Албанија влегува во една предизборна ситуација. Овдека албанските партии настојуваат да се преку тој национализам го подигнат својот рейтинг кај гласачкото тело. Меѓутоа, убеден сум дека граѓаните со албанско етничко потекло кои што живеат во Република Македонија, како и ние македонците, длабоко сме уверени дека можеме и требаме да продолжиме да живееме на начин како што досега живеевме. Бранувањето, значи балансот што е постигнат во доделувањето на правата и интеграцијата во системот на овие граѓани кои што се осеќаа обесправени долги години па преку измените на уставот, нели, со тој рамковен договор Охридски, се интегрираа во општеството на начин како што тие посекуваа, дека го постигна балансот на правата и на едните и на другите во оваа држава. И треба тој баланс. Зашто да дозволиме некој тој баланс однадвор да ни го разрушува, да ни ствара тензии и немири? Воопшто не беше тема тоа ни во Македонија до изборите. Да. И моја лична препорака е дека јавниот обвинител на Република Македонија треба малку да се позанимава со таа албанска платформа. Значи, таа албанска платформа, доколку има елементи кои што го нарушуваат и предизвикуваат ги подгреваат националните тензии и така натаму, и можат да ги нарушат односите во една држава, да создадат немири, како што впрочем се осеќа дека би можело да дојде до тоа, не дај Боже, да со решение ја повлече платформата од јавност и повеќе да не се дискутира со нејза. Господин Климовски, вие сте правник по вокација, сте професор на правниот факултет, да го искористам вашето присуство и за уште едно актуелно прашање. Денови во Македонија станува збор за притворот на собственикот на телевизија Нова, Сејат Кочан. Адвокатот деновиве излезе со низа тврдења и докази дека станува збор за незаконска одлука. Ваквиот став го подкрепа и директорката на Академијата за суди и обвинители. Какво е вашето мислење за овој случај? Па, знаете што, ова е случај кога одредени луѓе во правосудството и експерти си го толкуваат од членовите како што им одговара. Значи, ја ги слушам разногласијата по ова прашање. Значи, само јас ги извадив и членот кој што се однесува на тоа е член 169, тоа е членот кој што се однесува на доставување на решението за притвор и правото на жалба. Хронолошки гледано во овој случај, во судијата на претходна постапка го отфрла барањето за притвор од страна на СЈОС се жали на тоа решение кривичниот совет при Основен суд Скопје 1, значи кривичниот суд, значи кривичниот совет во кривичниот суд ја прифаќа жалбата на СЈО и донесува решение со кое што определува мерка притвор. На тоа одбраната
на господинот Кочан се жали до апелација. И каде е целиот проблем? Значи, целиот проблем е во член 169 и во неговото толкување страна на во случаите на овој член советот што одлучува по жалбата, тоа е апелација, е должен да донесе одлука во рок од 48 часа. И тука е ставена точка. Тоа е преклузивен рок. Значи, се работи за рок во кој што апелација е должна да донесе решение. Со кој што ќе потврди 48 часа од поднесувањето на жалбата. Или, да, 48 часа од што? Е, тука е грешката во толкувањата. Бидејќи 48 часа, според Конвенцијата за Европскиот суд за човекови прави, така натаму, на обвинетиот, односно осомничениот, за оној кој што се бара мерка притвор, треба да му се даде еднаков третман како и на органот на прогонот. Овдека треба да се има во предвид дека апелација е должна да донесе одлука во рок од 48 часа од донесувањето на решението од страна на кривичниот совет. Затоа што ако поинаку се толкува ова, значи кривичниот совет може за 2 недели да го прати до апелација предметот. Во тие 2 недели, пример, месец дена, да речеме, ви кажувам рокови од ракав што се вадат. Ако така се толкува, може да отиде судиите на кривичен совет да отидат на боловање или да се разболат, да не го пратат предметот. Доставно да ја злоупотребат својата... Човекот скапува притвор, а при тоа не му се дава право на жалба. Ме разбирате? Затоа што апелација вика, јас како да постапам кога предметот мене не е стигнат предметот кај мене. И предметот може они да си го пратат за недела, 2 месец, пола година. А човекот да скапува притвор, што би рекле вие. Така? Затоа рокот е 48 часа од изготвувањето, значи од донесувањето на решението со кое што се определува притвор од страна на кривичниот совет. Затоа толкувањето така. Инаку во било какво друго толкување се нарушува и правната сигурност и се нарушува слободата на движење воопшто. И затоа постои оваа Конвенција за заштита на човекови права, член 5 став 4, кој што тоа го предвидел. Треба да се дадат на двете страни еднаков третман. Вие не може кривичниот совет при Основен суд Скопје 1 да си го држи предметот колку што сака, а апелација да вика ја не сум го примила предметот, не можам да одлучувам. Апелација не е крива во овој случај. Крив под наводници. Тој што навреме не го пратил целиот предмет на одлучување во апелација по жалба на одбраната на Сејат Кочан. И во ваков случај, сега, например, ќе имаме одлучување, истечени се, например, роковите, истечени се 48 часа, тоа е преклузивен рок. 48 сата ви стекуваат, немате вие право на жалба. Апелација за утре, за кажа седница, стигнал предметот. Стигнал предметот после колку време? Скоро 6 дена, 5-6 дена. Скоро 6 дена. А што правиме со овие 48 сата? Дали решението е во правниот промет, дали произведува правна сила решението за притвор? Апсурд! Невиден апсурд. Не можете вие клизно рокот да си го толкувате. Се работи за преклузивен рок. 48 сати од изготвувањето на решението за определување мерка притвор. 48 сати треба да одлучи апелација. Ви реков, ако поинаку се толкува, до недоглед може кривичниот совет на Основен суд Скопје 1 да си го држи предметот кај себе и кога ќе му текне да го прати, плюс апелација да има уште 48 сата за одлучување. И затоа оваквото постапување на тој кривичен совет, практично не знам кој бил таму и така натаму, по мене представува еден вид на злоупотреба на правата што ги имаат судиите во тој кривичен совет. Поинаку, во спротивно, значи се нарушува и правната сигурност и слободата на движење на лицата кои што се во ваква ситуација. Господин Климовски, благодарам што бевте наш гостин денеска и што имавме прилика да поразговараме за сите теми кои се актуелни во јавноста. Ми беше задоволство. Тоа беше професорот Александар Климовски. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Ве поканувам да останете со нашата програма. Веќе имавте прилика да видите дел од протестните маршеви што се одржуваат низ државата. Во продолжение ќе имате повторно прилика да ги следите во живо во Скопје и во сите други градови, а за неколку минути започнува и новото издание на Бумбар со Тања. Од мене, дојдување.